Активистите од Сдруженијето Гласот на животните и денеска поставија штанд за прибирање донации за 22 годишниот Николче Александров, чиј дом минатата недела до темел изгоре во пожар во населбата Црна џамија. Веќе неколку денови активистите од Сдруженијето се присутни на различни локации во градот. Вела дека целта е единствена – да се помогне на момчето, кое после катастрофата остана без покрив над главата. Задоволни се од хуманоста на своите сограѓани и веруваат дека и во следните денови одзивот ќе биде на задоволително ниво. Значи, не ни се верува досега каков е одзивот. Некно собравме 18.200 денари имаме досега собрано. Башка на трансакцијска кај него што се пушта. Сега ќе отвориме и друга трансакцијска која што ќе може да се донира исто за него. Ќе видиме денеска колку пари ќе собереме, меѓутоа и од денеска сме задоволни, макар што стоиме веќе само 2 сати. Викендов неколку кафулиња во градот ќе организираат и хуманитарни забави. Дел од средствата што ќе се соберат на истите ќе бидат донирани на младото момче. Касичката на активистите на Сдруженијето следната недела е предвидено да помине и во Велешките училишта. За внедела пак е закажан турнир во мал фудбал кој го организира фан клубот на Бајерн Мюнхен. Фановите на фудбалскиот клуб велат дека ќе бидат задоволни од секоја пристигната донација. Очекуваат голема поддршка и од останатите навивачки клубови, но и од сите оние кои се подготвени да донираат. Спортско-хуманитарниот настан ќе се одржи внедела со почеток во 12 часот на ракометното игралиште во градскиот парк.